Објективна е оценката дека спортот знае да обедини и да израдува, а хероите и екипите во различните дисциплини со победите и со успесите понекогаш се двигател на цели општества. Препознавајќи ја оваа моќ, вложувањата во спортот стануваат се поголеми, меѓутоа неопходна е основа и системски пристап за врвни постигнувања. Во оваа насока, министерот за образование и наука Спиро Ристовски и првиот човек на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасовски организирале средба со градоначалниците од Република Македонија, на која им дале инструкции за развој на училишниот спорт во општините. Меѓу нив бил и нашиот градоначалник Арсенчо Алексовски, а тој ги свика спортските работници од градот на состанок на кој зборуваше токму за овие иницијативи. Присутни беа директорите на основните и на средното општинско училиште, претседателката на локалниот сојуз на училишен спорт, како и дел од наставниците и професорите по физичко образование. Алексовски всушност апелираше сите да направат заложби со кои учеството на младите во спортските активности ќе стане поголемо, главно преку организација на поголем број надпреварувања, како и со регистрирање на училишни спортски клубови. Намерата е директорите на образовните институции да ги упатат своите вработени од ресорот спорт уште попосветено и со поголем елан да работат на организација, спроведување активности и надпревари, како и на диверзификација на учениците во различни спортски дисциплини. Слушнавме и конкретни предлог манифестации кои би можеле да се одржат, на кои учениците ќе ги демонстрираат талентот, предиспозициите и квалитетите. Секако ќе има и предизвици, меѓутоа сите можат да се надминат доколку се има предвид дека внесувањето спорт во секојдневието на младите е важно, затоа што здравиот дух и победничкиот менталитет ќе придонесат за успеси на сите полиња од животот. Последно време, во последните 5-6 години, владата на Република Македонија вложила многу средства во изградба на спортски објекти. Тоа треба да роди резултат. Ние имаме 2 основни училишта, една гимназија и нема голема заинтересираност од страна на децата, од страна на наставниците за развој на училишниот спорт. Доколку не ги инициираме децата уште од основно училиште, да бидат спортисти, да се занимаваат со спорт, не може да очекуваме дека ќе се надмине во това. Еве, се направи во Крива Паланка спортска сала, се направи повеќе наменско игралиште, тениско игралиште. Направивме сала во училиштето Партизан, ја реновиравме салата во гимназијата. Значи, вложуваме во тој дел. Сега, нормално е за истите оние кои бара да се направи тоа, да дадат заинтересираност и да дадат резултати. Овие луѓе кои се тука се наодговорни за таа работа, заедно со мене. Јас сум градоначалник на општината и мене ми е важно да имаме здрава младина, како и на нив. Таа здрава младина може да имаме доколку уште од најмладите години почне да се занимава со спортот, доколку им го развијат спортскиот дух. Да ги трнеме децата од пороците на денешнината, од алкохолот, од дрогите. Да ги трнеме, како што кажав, и од бескорисното седење на компјутерите, играјќи си некои игри и слични. Подобро е да спортуваат, него да седат на компјутер да играат некои игрици и нешто слично. Убаво е, која ќе слушнеме дека некој наш македонец репрезентативец освоил некоја медаља, дали на европско, дали на светско првенство или слично. Тоа е сепак успех за нас како граѓани на Македонија. Ние се гордееме со таквите луѓе. Јас во излагањето кажав дека во Република Словенија младите се занимаваат со спорт, од 30 до 40% се занимаваат со спорт. Кај нас развојот на спорт на училишната младина е 10%, тоа не е доволно. Не е доволно. Значи, овие луѓе се тие кои се должни да им го всадат спортот на децата на училиште. А најлесно е, мислам дека полесно е да го детето научите да спортува него било што. Разбирливо значајна, ако не и одлучувачка улога во мотивирањето на младите имаат и нивните родители, на кои преостанува да ги охрабрат своите поколенија да одберат спорт и да тренираат посветено. Алексовски од име на општината нагласи дека и натаму ќе работи да ги создаде условите неопходни за што поголемо учество на децата во спортот и остварување на што позначајни успеси. Меѓу другото, истакна од и спортските терени, вклучително и најновите, им стојат на располагање на сите училишни клубови. Еве, јас ќе апелирам до сите родители, ќе апелирам и до децата. Нека почнат децата да спортуваат, нека ги дадат децата за спортување. Ќе имаат здрава младина, што повеќе спортуваат, тоа повеќе се здрави, тоа се подобри деца и се отргнуваат од пороците на денешнината. Значи,
ова е добро за нас како град, ова е добро за нашата младина, ова е добро за децата, за нивните родители. Што повеќе здрава младина имаме, тоа и помалку проблеми родителите ќе имат со децата. Така да, еве, како општина, како држава, вложуваме во спортот, вложуваме во спортските објекти, но треба да имаме еден фидбек, едно враќање на тој дел од страна на граѓаните, од страна на спортистите, од страна на наставниците и на директорите. Спортското будење и бројните успеси на нашите представници во различни дисциплини веќе изнуди подобри услови за тренинг, како за ентузијастите, така и за професионалците. Како и да е, секогаш може подобро и повеќе. Тоа е ставот кој води до врвот. Поради ова, не само затоа што е нечија иницијатива, развојот на училишниот спорт како никулец на силни и здрави генерации кои ќе ја представуваат општината и татковината на различни борилишта е должност на сите.